на владата вечерва доби уште боја, а демонстрантите секој добро погоден балон го поздравија со овации. Објавата за големите нарачани слики за седиштето на ВМРО ДПМН на кои се насликани актуелното и поранешното раководство беше и мото на денешниот протест, а на чело на колоната се носеше транспарент на кој пишуваше "Нашата уметност е бесплатна". Демонстрантите има и копија од една од сликите кои се нарачани за партиското седиште на која раководството беше ставено за трешетки. Потоа преку улица Македонија и плоштадот граѓаните продолжија кон собранието, а за најуспешните демонстранти погаѓањето со боја на зградата на претеничкиот дом вечерва имаше и медали и како што самите рекоа, тие биле шарена артилериска единица. Марија Ненов, еден од граѓаните кои постојано протестираат пред Регулаторната комисија за енергетика поради тоа што се оштетени со парното грејење, тврдеше дека постои криминал во компанијата. Но не сум сам, со мене има и други соборци. Вечерва ќе ви кажам збор два за криминалот и за револуцијата. Дали знаете дека со секој поминат ден нивната сметка во банка е се појака и појака? Дали знаете дека и деветка повторно не задолжија? Дали знаете дека додека ние протестираме, они прават планови за некој си парк на мајмуни во аеродром? Според Александар Кирацовски од СДСМ, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски досега отстапил од многу своји ветувања, па така како што рече, ќе се формирала и нова влада. То вие тука присутните, шарената револуција, од распуканиот бетон на Никола Груевски направивте прашина! Бетонот на Никола Груевски целосно се распрста. Ништо повеќе не им поминува, ништо повеќе не им врви. Се што кажа и излажа, од се што ветија се повлекоа. Вообичаено, демонстрантите тргна од пред просториите на специјалното јавно обвинителство, порачувајќи дека се заедно, се додека не се исполнат нивните барања.